Министерството за животна средина нема да дозволи фабриката Paper Mill да почне повторно со работа ако не ги почитува бараните услови од Државниот инспекторат. Таков е ставот на министерот Насер Нуредини во врска со најавата дека наскоро овој капацитет што го загадуваше воздухот во Кочани повторно ќе почне со работа. Paper Mill ќе почне само ако ги исполни условите кои што се предвидени за нивното започнување со работа. Тој додаде дека нема информации дали фабриката се подготвува за почеток на работата. Според информациите со кои располага Канал 8, надминат е проблемот што бугарскиот собственик на Paper Mill го имаше со транспортот на така наречениот врекест филтер и другата опрема поради големиот габарит. По обезбедувањето на безбедно транспортирање, филтерот веќе е пристигнат во фабриката во Кочани и во тек е негова монтажа. Министерот Нуредини рече дека им остава на граѓаните и на локалната самоуправа во Кочани да се договорат и да донесат заеднички став околу постапката за изградба на мини хидроцентрала на мала река кај браната градче. We are listening to the concern. Ги слушаме грижите на граѓаните, меѓутоа ние исто така како влада треба да ги почитуваме договорите кои што се потпишани во минатото. Меѓутоа треба градоначалникот да седне заедно со граѓаните да ги разгледа уште еднаш овие прашања и да ни пратат евентуално ново мислење од ваша страна тука, па евентуално ако има некој поинакво мислење, тогаш ќе седнеме ние и ќе го смениме нашето решение. Ресорниот министер тврди дека се земаат предвид реакциите на јавноста по ова прашање, но одлуката и одговорноста за тоа како ќе се постапува сега ја префрла на локално ниво. Од граѓанскиот одбор за здрав живот во Кочани рекоа дека ја прифаќаат изјавата на министерот, при што не се откажуваат од заклучокот објектот да не се гради. Ја поддржувам ова иницијатива и овој интерес на министерството за овие теми кои не засегаат. Се надевам дека ќе даде резултати во иднина. Само можеме да го потврдиме тоа што веќе го имаме дадено како наш став на последната средба која одржавме и дека да најавам дека во најскоро време ќе се сретнеме како со локалната самоуправа, така и со инспекторатот и со другите политички чинители за да ги доставиме сите барања кои веќе јавно ги објавивме до сега. Референдумот останува како една политички и правна алатка со која ќе се бориме до крај. Правните консултации со адвокатите од Кочани веќе се во тек и се надејам кога ќе ги добиеме првите одговори, тогаш ќе можеме да излеземе во едно подетално, но секако се разбира дека процедурата е покрената. Тодоров додаде дека ако во меѓувреме Министерството за животна средина и другите државни институции ги испочитуваат барањата на јавноста и преземат активности со кои ќе запре процедурата за мини хидроцентралата, тогаш би се прекинала и постапката за организирање референдум.